ставувал одземени се од семејството и згрижени се надвор од Велес од првата детска амбасада меѓаш и прашуваат зошто центрите за социјална работа никогаш не го посетиле ова семејство на таткото монструм кој живеело од социјална помош. 4 малолетни девојчиња од Велесот, кои 3 се жртви на таткото силувач, одземени се од нивната мајка и сместени во згрижувачко семејство надвор од градот. Иако семејството со години било корисник на социјална помош од државата, центрите не успеле да го откријат 7-годишното сексуално злоставување на децата. Министерот Бајрами се правда дека немало начин да дознаат. Се додека нема пријавувано од страна на лицата дека има семено наследство или такво нешто, нашите лица не можат туку така да влегуваат во домовите, во семејствата. Сите знаеме дека во Република Македонија има над 500.000 семејства. И практично невозможно е луѓето од центрите за социјални работи да ги посетуваат сите домови. Ние сме тука кај што има потреба, кај што има индиции дека може нешто да се случува во некој од семејството. Неоправдано е тоа што надлежните не направиле увид во ова дисфункционално семејство кое со години било под заштита на центрите за социјална работа, реагираат од првата детска амбасада меѓаши. Според нив невозможно е мајката да не знаела за злоставувањето. Како е можно 7 години таткото да ги силува 3 деца, а центарот за социјална работа да немало увид и да не вршило строг надзор и навремено да не ги одземало родителското право на двајцата родители. Она што бараме е најстрога казна за сторител, значи на ова кривично дело, родоскрнавање на 3 керки и семено насилство над мајката. Сметаме дека треба да се основниот суд во Велес да досуди најстрога казна за прв пат во Македонија, тоа е казна доживотен затвор. Независно дали ќе се докаже злоупотребата од страна на таткото, државата треба да преземе мерки спрема двајцата родители. Преку писмена реакција порача народниот правобранител. Побара веднаш да се преземат мерки за психосоцијална поддршка, третман и рехабилитација на децата за надминување на траумите, како и да се утврдат условите за одземање на родителското право. Неопходно апелираат од таму децата да бидат заштитени од секаков понатамошен вид на дискриминација. Според податоците, само првите 6 месеци од годината сексуално злоставувани биле 43 деца. Најголем број од злоупотребите се регистрирани во Неготино.